Проблемот е што Алберт Османов со неговото семејство не избега од ранка, туку напротив, тој беше претходно доста опоменуван од страна на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа, бидејќи во текот на престојот на неговото семејство тамо, а некаде околу 3 месеци престојуваше, постојано ги вознемируваше останатите семејства, бидејќи секојдневно се караше и се расправаше, имаше конфликт со неговата жена во Ранка Милановиќ. Ние во тој период се обидувавме да ги надминеме тие проблеми негови семејни, меѓутоа за жал не успеавме. Тие секојдневно продолжува и едноставно останатите семејства побара од нас да превземеме одредени мерки. Ние го информиравме Меѓуопштинскиот центар за социјална работа дека имаме проблем. После тоа беше повикан на разговор Алберт во Меѓуопштинскиот центар за социјална работа, каде што му кажаа дека тој повеќе нема да престојува во Ранка, туку ќе биде згрижен во Чичино село. И така тој денес, значи негде околу 2 недели има, Алберт е згрижен таму. Но она што би сакала исто да кажам е тоа дека доколку на Алберт и неговото семејство претходните 3 месеци кога беше згрижен во Ранка, условите не му биле добри, како што се пожали во самото интервју, тој во секое време можел да се излезе и да побара друго сместување, никој не му бранеше. Меѓутоа, откако ти си сместен во една установа, а после тоа си згрижен во друга установа, не е во ред и не е коректно да плукаш тамо кај што си бил сместен. Значи, јас најодговорно тврдам дека Алберт Османов беше проблем во Ранка Милановиќ, каде што многумината други семејства се жалеа, а и ние исто бевме сведоци како невладина организација, бидејќи во овој момент работиме и сме сервис услуги на тие семејства таму. И не е точно дека некој сакал да ги малтретира жената и неговите деца и да ги злоупотребува. Најодговорно тврдам. Затоа што неговите деца беа згрижувани и секојдневно го посетуваат дневниот центар за деца на улица, како и останатите во Гасибаб.